Се сеќавам на еден случај каде што жена беше за време на породувањето доби и физички беше нападната, шлаканица доби и исто така беше и навредувана по основ на незината националност. Случајот е значи пред околу година и пол дена. Ние постапивме, односно поднесовме представка и помогнавме на жената да се пожали. Меѓутоа, Комисијата за заштита од дискриминација не најде основ, така да случајот остана само потоа, не ја препозна дискриминацијата. Во моментов мислам дека се околу 10 само на цела територија на нашата држава и сепак тој број е премногу мал. Секако заложбите на иницијативата и заложбите на ХЕРА се тие да добијат, односно да им се реши статусот, да добијат решение за вработување. И најавата на министерот е очекувана и се надеваме дека сето тоа ќе биде во брзо време и не само тоа, туку и еден апел да се зголеми бројот на ромските здравствени медијатори. Не би можела да говорам за конкретни бројки која би ја задоволила потребата, меѓутоа со оглед на тоа дека не знаеме која е бројката, точната бројка на ромите во нашата држава, меѓутоа во услови кога имаме се уште лица без лични идентификации, лица кои што се без образование, лица кои што живеат на маргините, секако и како им се потребни и секако нивниот број треба да биде задоволувачки. Секоја година Европската комисија доделува награди за ромска интеграција за Западниот Балкан и Турција. Меѓутоа, оваа година беше одлучено тоа да бидат жени од заедницата. Така да се пријавивме и јас освоив второ место за ромска интеграција на ниво на нашата држава. Така да ми представува особено големо задоволство и чест и секако дополнителен мотив за да продолжам понатаму, за да се оствари, секако за да се остварат и да ги мотивирам и останатите жени и девојки од мојата заедница. Немањето на матичен гинеколог беше основна бариера, да кажам, пред се, меѓутоа тука постојат повеќе проблеми за жената ромка. Тука се, кога збориме за репродуктивното здравје, тука се нелегалните, незаконските наплаќања од страна на матичните гинеколози, кој што е системско прашање, меѓутоа директно ги засега жените ромки, бидејќи спаѓаат во социјално ранлива категорија на луѓе. Особено тоа ни укажува и нашето последно истражување, каде што од вкупно 100 испитанички 100 се невработени. Невработеноста секако е голем проблем кај жените ромки, особено кога знаеме дека стапката на малолетничките бракови и бременности е многу висока, односно според нашето последно истражување е некаде 20% се малолетнички бременности.